Како ВМРО се повеќе ќе зацврснува власта, така омразата ќе биде се поизразена на нивните непријатели, на нивните противници, на така наречената опозиција. Омразата е, веќе можете да сечете и со ноже излитничко накад, толку е густа, особено неколку дена после локалните избори, каде ВМРО очигледно наместо да паѓа зацврстува власта. И сега имате нови салви на омрази реакции, демек ВМРО се заканувале на суди, на обвинители, им правеле притисоци, ова, она, демек мешање на власта, на извршната во судската, итн. Убаво звучи вака као опозицијска канонада насочена кон власта, фино звучи, да, тие сега се закануваат на судите, обвинителите, она. Истите оние, кои што имаат доверба во јавноста од 1 до 2%, не знам и дали е ни толку, и сега они се жртви во ситуацијата, истите оние кои што со години беа обвинувани за корупција, дека судството ни е корумпирано, траст суди, сваровски суди и вака така, кои што едноставно си најдоа нов тато, откако нели Груевски ги корумпираше многу, па откако падна Груевски веднаш си најдоа нов тато, нови родители. И така што ништо не се смени во однос на тоа, напротив, довербата се повеќе и повеќе паѓаше. Гледаме како одредени судски работи се судски процеси се разрешуваат, јавноста секогаш ги пречекува на нож, на волеј, незадоволни од пресудите. Не кажувам дека јавноста е таа која што треба да носи пресуди во одредени ситуации, но имаше навистина многу контроверзни пресуди во многу случаи. Да не кажувам за застарени предмети, за луѓе кои треба да одговараат, никогаш не одговара. Последното беше, нели, ако добро се сеќам, со случајот онкологија, кога добија, замислете, условни казни, оние кои што загрозувале здравието на нивните пациенти, некои терминално болни, кои што купувале одредена терапија, многу скупа биолошка, таа не ја добивале некој физиолошки. Видовме што се случи, дури ни лиценците не им ги одземаа на некои кои беа вмешани во тој огромен скандал. И нормално тука имате која јавноста ќе види дека е некоја неправда направена во судството, во некој судски процес, кога гледа дека пресудите се незадоволителни, не се одветствуваат на престапот или пак отсуствуваат ради застареност, недела било што, обично тогаш ја пеналат власта. Власта е крива, тие сега, тие ова, тие она, па судството, па ова, па сега треба да е во нивни раце. Од друга страна, кога ќе дое ситуација кога власта сака да смени нешто во судството и обвинителството, тогаш имате се меша многу внатре. Да се разбереме, јас сум човек пацифист, ручето обавезно. Јас сум човек пацифист, јас не одобрувам насилство. Само сакам јавноста да ми одговори на ова прашање. Што во таква ситуација? Дојдете на власт, сакате навистина да ја средите државата, од државата од еден баши бозук да направите правна држава, со што помалце корупција, со огромна доверба во институциите државни, во судството, во обвинителството. Што да правите во ситуација кога одредени институции, така речи, се повеќе на едната страна која што не е страната на власт. И која што цело време ви моча во супата, затоа што знае дека секој искорумпиран процес, кај што следи несоодветна пресуда, далеку помало од престапот или кај што делото застарува, обично сето тоа се крши на глава на власта. Власта е таа која што е крива, па што нели логиката е тоа, власта е крива, кој се на власт? И што да прави сега власт у таква ситуација? А сака да направи правна држава. А имате една оваква закон кај што извршната и судската власт не треба да се меша. И имате тука ситуација на квака 22. Едната логика ја поништува другата логика. Сакам правна држава, власт сум, сакам правна држава, ама не можам. Зошто? Затоа што не смеам да се мешам во судската власт, која што мене намерно ми моча во супа. Затоа што е корумпирана од другата страна и не е битно како. И што да правите у таква ситуација? Пази, пак ја кажам, не оправдувам насилство, не оправдувам. Но мора нешто да се направи. Одговорот е, мора нешто да се направи. Не можам јас да се доведувам во опасност како власт, ако утре мене одреден сегмент од државата, многу битен како што е судство,
ми ги подрива темелите на кои што почива мојата власт или не ми дозволува да го направам она што треба да го направам затоа што некој тамо работи по некоја туѓа агенда. Или работи по некоја своја агенда, или за свој интерес, или за нечии други интереси, или мешано и за своји и за туѓи интереси. Што да се прави во таква ситуација? А земјата по дефиниција по уредување, да кажеме, демократска. Не знам, само контемплирам на оваа тема, нели, демократски институции, мешање на извршна во судска власт, итн. Одговора за некои работи, дајте си го сами. Пак ќе повторам. Јас сум пацифист, јас не сум за притисоци, за закани, за насилство. Но што да се направи? Тоа е една работа. Втора работа. После на онкологија имате скандал од невидени размери. Имате сега нов скандал. Излезе дека било вистина дека од чист интерес материјален некои лекари кои што положиле заклетва дека ќе се стават во служба на човештвото, во служба на здравјето на луѓето, дури по цени на својот живот, си отварале градни кошеви, си правеле операции на срце кај здрави пациенти, им наплаќале. Гледате до што доведува кога еден тежок скандал нема да се процесуира. Гледате до што доведува. Онкологија, видете го вториот скандал. Замислете на пациенти што биле далеку од оперативен зафат, им било правени операции за да им се наплати на срце. Не на прстот, на појма немам, на слепот црево, на срце. Ај, слепот црево, еве, те отвориле, го извадиле. Тоа затоа се вика слепот црево ќорсокак, ама пане, на срце операција. И уште активен и случајот со родилката у Струга кај беше што се извадени органи. Уште се тегне тоа на судови. Кој ќе биде утре крив, ако уште малце се растигне и не знам за колку месеци тоа застарува делото, затоа и го тегнат. За родилка на жени и илјадници у Македонија треба, значи, која жена нема да сочувствува со тоа и муживе ќе каеш. Ама која жена, да секој човек сочувствува со тоа, без разлика дали е маж или жена. Ќе застари делото за неколку месеци. Толку се развлекува. И кој ќе биде кој ќе застари утре виновен? Сите ќе речат, ете ги, власта е крива, уа. Тоа ќе го начекаат овие. Што не може да се помират што ВМРО ја зацврсти власта за многу кратко време после сите работи што им се случија. И сите канонади на омраза што ги доживеа од оваа така наречена опозиција. Еве го вториот скандал. Значи со родилката не е разрешен, онкологија се разреши како што се разреши. Не знам дали тие што останаа на судење дали ќе добијат уопште затвор или исто ќе бидат условно осудени, што нема да ме чуди без да им се земе лиценцата за работа, како што на таа лекарката што учествувала тоа, дури ни лиценцата за работа не ја зема. Дури не ја ни суспендираа од работа. Замислете. Се ова како ќе се заврши? Само 10 операции се на срце што ги отварале, само 10 пациенти се што им наплатиле, а не требало да ги оперираат на срце. Да? Тоа кој знае колку се. И кој знае кој све треба да одговара тука. И кој знае кој се бил запознаен со тој престап. Или имал корист од тој престап. Бил платен за да ќути, за да ова. Кој знае колку. И ке каже некој после, закани, греот, леле, да ги жалиме сега. Пази, не оправдаем насилство. Само прашувам, сам се прашувам и прашувам јавност, што да се прави во таква ситуација? Власти, врзаните се рацете. Сакаш да поставиш правила, систем, правна држава, не можеш. Затоа што е демократско уредувањето. Секоја будала, секој сегмент од системот може од X причини да ти мочи у супата. А ти што треба да го гледаш како ти мочи у супата? Како ти ја подрива власта? Како ти ја подрива визијата? Планот? Политичкиот капитал кој што го вложуваш? Сопствениот морален капитал што го вложуваш етички?
за да се докаже, за да покажеш дека сакаш да направиш вистински правна држава која што ќе функционира, од која што луѓето нема да се заминуваат. Држава која што утре нема да се плашиш, па не дај Боже ќе стигнеш до операција да влезеш во болница. Или не дај Боже да ти се случи некој да те оперира, а да не треба да те оперира и да те оплячка, да ставиш под хипотека стан за да му ја платиш операцијата, за да си поделат аванти некој тама, неколку души меѓу себе. Ајде бе, што да се направи? Океј. Тоа го зборував и порано, тоа ми беше совршено јасно, дека првиот момент кој ќе оваа држава покаже карактер за самоодржување, како што покажува сега со оваа власт, дека ќе најде на огромни притисоци и напади. Огромни. Сметајте дека таа така наречена опозиција, што е тука ја велам така наречена, е инструирана од надвор. Не секојаш за секоја работа, но за многу нешта. Проблемот што сега тоа многу посуптилно се прави затоа што свесни се и тие од надвор дека овие се сега во моментот ВМРО многу моќни. Затоа посуптилно го прават тоа. Немаат едноставно, како да ви кажам, подлога за посилно да притиснат за секоја можна ситница, за секоја можна работа. И само чекаат. Сега најново е закани, примале судиите и ова и она и притисоци од ВМРО, ДПМН и ова. Пошто за жалење се стварно. Да ги жалиш и да ги плачеш. Со 1% доверба, што да прават? И втора работа. Главната причина зашто овие од надвор не можат да притиснат непријателите на власта во Македонија да тргнат во поостра офанзива е причината што главниот нивен играч се наоѓа на предизумирање, као диносаурусите. Ледено доба е за тој играч, за Филипче, за Заев и за Социјалдемократскиот сојуз. Ледено доба е. Кај да се ќе изумнат сериозно од ладното, од сами што си направи, од сами што си се виновни. Не некој друг што им е виновен. Нормално на ВМРО ДПМН му одговара. Колку подолго Филипче си на власт, со тој позади што му кажува како што треба да направи, со кого треба да направи контакти, што треба во јавност да каже, што треба да се нападне сеја, што после, кого да намести за ова, кого да намести за она, што да изјави за ова работа, што да каже за ова работа. Супер му е на ВМРО ДПМН. Топ! Ама изгледа дека и тамо дојде јајцето до газот, што вика нашиот народ. Нема. Тоа незадоволство што е внатре у таа партија веќе почна да се чувствува, почна да излегуваат Андреј Петров, Славјанка, кажуваат вака и вака бе киднапирана е партијата. Од ЗЗ, Филипче само марионетка вика тамо. И ќе изумне, Славјанка им кажува, ќе изумре вика партијата ако не направиме нешто. Ако не смениме. Безгласна буква. Дојде Филипче на власт, трошка не сменија. У ништо, ајде да кажеш нешто, нели нормално, пример, доаѓам у власт на некоја партија која што изгубила, или што да е? Тим фудбалски или што да? Логично е нешто да направам, да сменам по-конкретно, да не кажам радикално, за нешто да се измести од рамнотежата, па да видиме како ќе тргне автобусов или авионов. Ќе почне да рула по пистали, нешто од не. Ама ти да дојдеш на чело на партија која што така катастрофално изгубила избор и ништо да не смениш. А умеѓу време да паламудиш преку твој мегафони самиот дека некако си се консолидирал, си направил успех, не знам, последниот избори покажале дека они се у нагорна линија, ВМРО се у надолна линија. О, Боже, колку се смеевме на тие нивни изјави. Колку беа неотесен, колку треба да си неотесен, колку треба да си опериран од срам да го тврдиш тоа. И нормално сега Бранко Црвенковски сака да го менја Филипче, со Филипче сака Заев да го отстрани за сва времена од партијата што подалеку, да се држи. Нормално.
Тие што ја правеа окосницата на таа партија Костурот со години ги нема тоа така наречено урбано градско јадро што беше, да не ги набројувам некој од нив и така натаму и така натаму. Ги нема, луѓе со години се повлекоа, скроз се тргнаа. И нормално тие сега еден по еден полека излекуваат, полека ги појавуваат главите, ко Петров, ко Славјанка се и други ке се. Значи му се затега јамчето околу вратот и на Филипча, бога ми и на Заев. Оти секако ти као дете на Бранко Црвинковски СДС, секако као негов татко, дека Бранко нема да дозволи оваа агонија да продолжи понатаму. Нормално дека ќе направи, и нормално дека сигурно прави, барем понаш го гледаме. Ама како и да е? Ви велам, дури у ситуација, тоест една шанса има да се спаси СДС, го кажавте, не само лично Бранко Црвинковски, пак ако дојде на власт. Ама нема тој. Така да дури тие промени што ќе ги направат, ако успеа да го тргнат Филипча со него нели Заев, дури тие промени, дури да дојдат тие од така нареченото градско, ја појма немам како се нарекуваат самите тие таму. Дури и тогаш, после све ова што се случи, довербата СДС, тешко да ќе врати. Многу тешко. Затоа што е прашање колку ќе сменат некои работи кои што ги туркаа сиве овие години наназад. Ете тоа, ајде имајте убав ден.